Животот е процес на континуирано учење. Ако престанеме да мислиме дека ништо повеќе не може да не воодушеви, и ако желбата за учење нови работи не напушти, почнуваме полека да умираме. Сепак, постојат неколку лекции кои треба да ги научиме колку што е можно побрзо, со цел да не зажалиме подоцна ако не сме направиле се што сме посакале. Во ова видео ќе ви презентираме 5 животни лекции кои е корисно да се научат уште во детството, но често пати ги учиме подоцна во животот. Почнуваме. Лекција број 1. Се е привремено. Ништо не трае вечно. Иако е тешко да се прифати оваа вистина, ништо не трае за секогаш, ниту ние самите. За помалку од 1 век, јас и сите што го гледате ова видео, ќе бидеме мртви, закопани под земја и можеби заборавени. Нашето сакано куче нема да биде со нас за секогаш и повеќето од предметите што ги поседуваме ќе бидат наши неколку години. Нашите врски евентуално ќе завршат, без оглед чиј бил изборот за тоа. Ова можеби не е најпозитивниот начин да се започне видео, но за жал е сурова вистина која мора да ја прифатиме. Нашиот живот е сега, ние поминуваме многу време жалејќи се за минатото и грижејќи се за иднината додека сегашноста ни бега. Живееме во време кое не постои, додека дозволуваме сега и овде да избледат, а тие се што вистински имаме. Колку порано ја научиме оваа лекција, толку побрзо ќе го цениме времето и ќе го користиме порационално. Сушност, учејќи да живееме овде и сега и обрнувајќи внимание на нештата околу нас и блиску до нас, ќе го избегнеме подоцнежното кајање. Кога сме свесни дека уживаме во моментот и времето го искористуваме максимално, нема да постои причина за кајање. Лекција број 2. Денешните жртвувања ќе ви се исплатат утре. Првиот впечаток е дека оваа премиса се спротивставува на ова што го кажавме претходно. Меѓутоа, ајде да ги разграничиме двете нешта. Фактот дека секој ден треба да се живее во потполност не значи дека не можеме да правиме жртви денеска за да создадеме подобра иднина. Запомнете дека денес е она што утре го викаме вчера. Фундаментално да се искористи времето целосно, избегнувајќи залудни активности и да се искористат 24 часови што ги имаме секој ден за да креираме нешто важно за иднината. Или да правиме нешто што ни дава огромно задоволство во сегашноста. Кога ќе имате 90 години и ќе погледнете назад во вашиот минат живот, дали мислите дека ќе се сетите на деновите што сте ги поминале пред телевизорот во дневна сами, или пак ќе се сетите на миговите поминати со пријателите и саканите луѓе? Проблемот е што кога сме млади, сакаме се веднаш, се концентрираме на цели и ако не ги исполниме, веднаш се разочаруваме и се откажуваме. Ова се случува поради погрешните сигнални пораки кои ни ги дава општеството, бидејќи очекуваме магично да ги материализираме сопствените амбиции. Важно е патувањето, што правиме додека стигнеме до саканата дестинација. Понекогаш целите кои ги постигнуваме не се толку важни колку што е важно каков човек стануваме додека се обидуваме да ги постигнеме. Лекција број 3. Животот не е фер. Прифатете го ова. Вашиот колега добил напредување што не го заслужува. Симпатијата ви игнорира и не ве поканува на состанок. Доживеавте малтретирање или непријателски критики? Списокот е долг. Запомнете дека никој вам ништо не ви должи, ниту пак вие должите некому. Погледнете го животот преку сопствените очи. Вашите размислувања се создаваат од вашите сопствени искуства, а не според туѓите. Не постои ништо корисно во себе сожалувањето. Ако сметате дека нешто заслужувате, не значи и дека ќе го добиете. Учите и се обидувате повторно. Ако сте упорни и одлучни, порано или подоцно, ќе го добиете она што го заслужувате. Лекција број 4. Не градете планини од секој камче што ќе го фрлат кон вас. Абрахам Линколн рекол: големината на човекот се гледа преку она што го разгневнува. Дали познавате луѓе кои можат да се изнервираат и потоа со часови се жалат наместо да го искористат времето за покорисни нешта? Ние луѓето имаме природен талент за трагедија, односно можеме трагично да реагираме на одредени случувања. Почнуваме со нашите катастрофални мисли кои ни служат само негативно, повредувајќи не. Вистината е дека кога ќе погледнеме наназад, сваќаме дека сме били загрижени без причина и претерано сме реагирале секогаш плашејќи се од најлошото. Животот не учи дека нештата течат по својот тек и тој си ги реди случувањата често и без наша волја, притоа учејќи не да се адаптираме со пореалистична објективна перспектива
за да се соочиме со ситуациите кои се пред нас. Во моментот кога ќе го усвоиме овој позитивен став на објективно и реалистично соочување со ситуациите, веќе сме заштедиле главоболки. Запомнете дека кога сме соочени со проблем, истиот може да не изгледа поголем отколку што е на вистина. Лекција број 5. Соочете се со своите стравови, бидете своји и следете ги со ништата. Многумина од нас никогаш не прават грешки. Никогаш. Тие се наречени губитници, колку и да звучи сурово самиот збор. Концептот е едноставен. Ако не се обидеш, ќе бидеш просечен. Но ако сакаш да направиш нешто значајно, биди подготвен да не успееш, да сгрешиш не само еднаш, туку 100 пати. И тогаш го прифаќаш критицизмот, иако во повеќето наврати не е многу конструктивен и доаѓа до оние кои што не прават ништо подобро. Живееме само еднаш. Не би требало да се грижиме за тугите ставови со исклучок на конструктивниот критицизам кој треба да биде добредојден бидејќи ни помага во развивањето. Соочетете се со своите стравови пред да ве консумираат. Во реалноста, стравот е вродена одбранбена емоција и не предупредува дека нешто може би е опасно, но постојат парализирачки стравови кои не спречуваат да растеме. Во таквите случаи мора да ги надминете нив, колку порано, толку подобро. Кога еднаш ќе ги надминете, помала веројатноста да се грижите за нив, бидејќи знаете како да се одбраните. Која од овие 5 животни лекции ги практикувате, а на која треба да поработите? Пишете ни во коментар, ставете лайк ако ви се допадна ова видео, направете subscribe ако сакате повеќе вакви видеа и кликнете на звончето веднаш до subscribe доколку сакате да ви стигнуваат известувања за секое ново видео. Нема да ни пречи и доколку го споделите видеово со оние кои сметате дека треба да го видат. Ви благодариме што го изгледавте ова видео до крај. До следно.